тука не живеат луѓе, значи тоа се само луѓе што доаѓаат за викенди, тоа кога е поубаво времето, кога е потопло. Зимно време е, значи, штама. Јас сум Јасмин Ма, инаку сум центарско дете, да се рече. Мајка ми е лесковчанка, татко ми рачанец, се запознале во Скопје, во студентски дом. Јас сум Уран Саити, до пред 10 години живеев во центар. И тоа кога се запознав со Јасмин, решивме да дојдеме на моето омилено место од детството и да си изградиме куќа. Зима е скроз поинакво од колку во лето. Која е сезона на јарење, скоро секоја вечер дежураме кај козите, ги очекуваме да се породат. Тоа е најтешкиот период. Кога сме во молзната сезона, што правиме? Као секој ден пиеме првинено кафе утринско заедно, јас искачам надвор со животните, почнувам со молзење, со хранење, пред да ги пуштаме на паша и ги пуштаме козите надвор. Уран ми го носи на мене млекото и тука јас го подготвувам. Значи, правам сирење, младо сирење, јогурт, кефир, маринирано сирење, крем сирење, значи производи млечни и јас ги приготвувам тука, така да тоа е отприлика тој период, после тоа нели ручек, дете, сето тоа, тие што се основните работи, кога е време за садење, садиме. Не ги броиме се уште. Викаме да не ги урочиме, знаеш, така да не ги броиме јаренцата. Ласа беше малечка, така да за неја не беше нешто големо. Она, значи, баш си се привикнуваше тука и проде тука со животните обколена цело време. Бини, јас имам уште една ќерка која е 26 години, што живее во Девар Мало. И нези се допаѓа, но само за викенди. Јас по професија сум уметник, керамичар по струка. Имам завршено факултет во Тунис. Икони сликам над 20 години, но пак ќе кажам, за иконите и за овие фигури, мали скулптури, време имам само во зимскиот период, значи кога немаме млеко, немаме работа, имаме работа, но не до толку, и тогаш имам повеќе време за да можам да ги работам овие работи што уживам во нив. Инспирацијата матка што ми ја дава да ја преточам во фигурици. Еве тука е козата Бецка, нашата коза, значи животинче, исто лисицата што е исто од овој реон диво животно. И исто така гледам, значи, да употребам природата, значи, нашето козјо млеко во сапуните со козјо млеко, што секако имаат и многу други масла што се добри за кожата, и кремата зелена самовила што е на природна база, значи потполно органска.
од млечните производи имаме доста широка палета. Повторно со производство на сирење, младо сирење, крем сирење, јогурт, кефир, маринирано сирење, чадено сирење, што друго? Сурутка. Па тоа е од прилика, да. Не би го менјавала ова место за ниедно место на светот.